втор случај на заразен со опасната конго-кримска треска во Македонија. Вработена на инфективната клиника е хоспитализирана, откако се појавиле симптоми, а претходно била во контакт со веќе починатата 27 годишна штипјанка касната од Крлеш. По 9 дена и се појавиле првите симптоми, како главоболка, висока температура, болки во гребот, во зглобовите, болки во стомакот и повраќање. Ново заразената се водела како контакт од среден ризик. Според информации на Алфа, заразената во моментов е во стабилна состојба. Од ресорното министерство вела дека таа е хоспитализирана, а лицата со кои била во контакт се ставени под надзор. Медицинско лице од клиниката за инфективни болести во Скопје, каде се лекуваше жената, е исто така позитивно на конго-кримска хеморагична треска, а смртноста од оваа треска е 40%. Вработената од клиниката била идентификувана како контакт со среден ризик и на 9-тиот ден од надзорот пројавила симптоми и согласно добиените резултати од одделот на Институтот за јавно здравје е позитивен случај. Инаку за сега 29 луѓе, најголем дел од нив здравствени работници поради контакт, се под здравствен надзор со решение издадено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Пред само 10 дена, 27 годишната жена од плачковичкото село Кучица почина од оваа болест, откако била касната од Крлеш, кој бил изваден во домашни услови.